Одекна првото училишно звонче во основните и средните училишта низ земјава. Радо, смеја и детски джагор се слушаше низ училишните дворови на стартот од новата учебна година. Со свечена церемонија во основните училишта беа пречекани најмалите, а топло добре дојде освен родителите им посака и наставниците. Највозбудени беа првачињата за кои денеска стартува една нова образовна приказна, па така родителите како да беа и повозбудени од нив. Мајка на прваче? Мајка на прваче, да. Како е чувство тебе на самиот почеток? Супер. Супер, возбудено. Ќе покажа знаење. Она е супер. Она е супер, од неа очекувам. Мислам дека и школото вака дава добар дојам на прв дојам дава добар впечаток да остава. И тоа ви кажувам. Очекувате позитивни резултати. А тоа ќе покаже времето. Прекрасно. Чувството е добро, внука испраќам. Од раководството на основното училиште Мирче Ацев од Ѓорче Петров вела дека и покрај сериозната финансиска криза спремни се за почетокот на новата учебна година. Весели ни дојдоа среќни лица и сакаме цела година така да ги гледаме насмејани, во добро здравје и спремни за нови знаења. Каква е новата учебна година во училиштето? Ќе биде ли тешка, знаеме, околу актуелните ситуации? Ние се надеваме дека ќе биде лесна, а сме спремни и за другиот дел. Материјалите ни се пристигнати, поделени се на учениците, училните се спремни, учителките исто така. Во меѓувреме за едни добар, но за други ученици не толку добар старт на новата учебна година, зашто за 4 генерации ученици нема испечатено книги. Првачињата, како и децата од 2, 4 и 5 одделение, наместо од учебници ќе учат од материјали кои ќе им ги обезбеди ресорното министерство. Кога учениците ќе добијат книги се уште не се знае, зашто тие биле во завршна фаза, односно се чекало да поминат низ повеќе филтри поради новите содржини. Инаку на првиот училишен ден, добар дел од учениците ги зема и свидетелствата од минатата година. Надлежните потврлија и во овој дел, па така учениците дури денеска можеа да се пофалат со одличните резултати. Но тука не се само учебниците. Во дел од училиштата проблеми се и капацитетите. Родители на ученици од 4 и 5 одделение во основното училиште Владо Тасевски се пожалија дека нивните деца ќе морале да одат само во втора смена. Само во втора смена за деца од 8 и 9 годишна возраст е сосема уништувачко за нашите деца, затоа што тука ќе им се наруши и дневниот ритм на учење, слободните активности и е спротивно на начелото за еднаквост на сите ученици во училиштето. Пред да ги дадеме овие изјави бевме и избркани од училишниот двор од страна на обезбедувањето и од секретарот на училиштето. Инаку по 2 пандемиски годинава наставата стартуваше со физичко присуство, но со еден куп проблеми во образованието. Новата учебна година почнува за околу 255.000 основци и средношколци, а просветните работници веќе од следниот месец ќе земат за 15% повисоки плати.